Пред известен период бевме исто така заедно кога ги започнавме активностите за реконструкција на спортската сала Младост и денеска исто така доаѓаме да видиме докаде веќе привршуваат активностите. Како што гледате, она што го посакувавме и што беше најважно, впрочем што не натера да интервенираме, беше прво димензијата на игралиштето. Како што гледате, таа е зголемена и сега ги имаме европските стандарди и овде може да се организираат европски надпревари. Второ, беше многу запуштено гледалиштето и како што гледате и тука имаме интервенција. Веќе се во финална фаза и поставувањето на столчињата и не случајно одбравме бојата, гледате зелено-бела боја, бојата на Пелистер. И мислам дека салата навистина добива еден нов лик. Утре, во текот на утрешниот ден, доаѓа и новиот семафор, кој што ќе биде поставен во салата. И со тоа првиот дел од реконструкцијата на некој начин ќе се заокружи. Продолжуваме понатаму, ќе бидат средени и ходниците, следниот идниот период, ќе бидат средени и сооблекувалните и вториот дел од тоалетите. Значи имаме на двете страни, така што мислам дека ќе финализираме заедно со она што претходно го имавме. Знаете дека кровната конструкција беше проблематична. Ја следевме целиот овој период додека имаше дождови, тоа е санирано. За сега е одлично, така што практично имаме нови услови. Вистина е реконструирана, но изгледа одлично. Ова што го видов, многу сум задоволен, се надевам дека ќе биде на задоволство на сите оние кои што ќе се надпреваруваат во нашата сала и се надевам дека ќе биде големо задоволство за сите наши гледачи, поддржувачи на спортот во Битола. Паралелно со спортската сала, знаете дека работиме и на стадионот. Деновиве ќе имаме и таму една работна посета да видиме докаде е изградбата на северната трибина. Паралелно се работи за создавање на услови да можат сепак идниот период додека се средува, додека се гради северната трибина на стадионот, да можат играчите да имаат услови за да играат надпревари и во Битола. Забрзано работиме на тој дел. Меѓутоа условите се такви, тоа се уште трае, правиме заедно со спонзорот кој што ни спонзорира во еден дел, практично сооблекувалните под јужната трибина и идниот период и тоа да се заврши. Таму во фази се работи, мислам дека карабината е веќе завршена и идниот период ќе се направи електрификација, водоснабдување и така натаму, се што треба, така што очекувам за брзо и таму да се направат условите да можат играчите да ги користат сооблекувалните. Тие сооблекувални ќе останат и во идниот период, без разлика што ќе изградиме северната трибина, таа ќе ги има исто така европски тимово, ќе ги содржи практично сите европски стандарди. Таму ќе има и клима уреди, ќе има услови и за играчите, и за гостите, и за телевизиски преноси. Едноставно ќе биде навистина се по европски стандарди кога веќе игралиштето е завршено. А овие сооблекувални што сега ги правиме ќе не останат за помалите екипи, за помладите, така што и тоа ќе го користиме едниот период. И мислам дека во тој спортски дел навистина се направени доста активности.